Без телефон, интернет и банкомат. Во оваа земја постојат бизарни правила. Не ги навредувајте лидерите, не ја навредувајте идеологијата и не судете. Ова се правилата што туристичките водичи им ги читаат на западните туристи додека се подготвуваат да ја преминат границата во Северна Кореја, веројатно најзатворената и најрепресивната земја во светот. Потоа следуваат практични информации, без телефонски сигнал, без интернет и без банкомати. Северна Кореја ги затвори своите граници на почетокот на пандемијата, забранувајќи ги дипломатите, хуманитарните работници и патниците, и затоа стана речиси невозможно да се добијат информации за тоа што се случува во земјата. Од тогаш таа дополнително се изолираше од светот, подпирајќи се само на поддршката од Русија и Кина. Многумина се сомневаат дека западњаците некогаш ќе можат да се вратат повторно. Сепак, неодамна туристи од Велика Британија, Франција, Германија и Австралија ја преминаа границата од Кина и влегоа во оддалечениот регион Арасон на 4-дневно патување. Како и со сите тури низ оваа земја, туристите биле придружувани од локални водичи и строго се придржувале до однапред одобрен распоред кој вклучувал посети на пиварница, училиште и целосно опремена аптека. Еден од водичите, Бен Вестон од Сафолк, го спореди искуството со училишна екскурзија. Не можете да го напуштите хотелот без водич. Дури неколку пати морав да им кажам кога ќе одам во тоалет, рече тој. Сепак мајка успеал да забележи делови од реалниот живот. Сите работеа, не се чинеше дека некој само седи наоколу. Беше малку мрачно да се види сето тоа, вели тој. За време на посетата на училиштето, група од 8 годишници изведуваат танц придружен со анимација на балистички проектили кои гаѓаат цели. На видеото се гледаат момчиња и девојчиња кои носат црвени шами и како пеат додека на екранот зад нив трепкаат експлозии. За сега на туристите не им е дозволено да го посетат Пјонгјанг, главниот град на оваа држава. Грег Вачи од Кориотурс признава дека сегашната рута нема големи знаменитости како што се спомениците на главниот град. Тој смета дека властите го избрале Расон како локација за посета, бидејќи е релативно мал и лесно се контролира. Расон е специјална економска зона каде се тестираат нови финансиски модели. Кинеските бизнисмени овде водат заеднички бизнис со севернокорејците и можат да патуваат послободно. Според водичите на туристите овој пат им било овозможена уште помала слобода од претходно, речиси и да немало можност слободно да се шетаат по улиците, да влезат во берберница или супермаркет и да разговараат со локалното население. Туристите во Северна Кореја генерално комуницираат само со водичи, од кои некои зборуваат англиски. Тие биле изненадувачки информирани на ова патување, веројатно благодарение на нивните контакти со кинеските бизнисмени. Знаеле за санкциите на Трамп, војната во Украина, па дури дека севернокорејските војници се присутни таму.